Согласно одредбите на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, предвидени се определени правила за лицата кои минатата година добиле здравствено осигурување за себе и семејството на товар на државата. Се работи за лица кои здравственото осигурување го добиле врз основа на своите пониски примања. Новите одредби важат и за лицата кои првпат здравствено ќе се осигуруваат по овој основ. Сите осигуреници кои што се здравствено осигурани како невработени лица во Фондот за здравствено осигурување на Македонија да дојдат во подрачна служба Гостивар и да си го обноват своето осигурување како невработени лица, со тоа што ќе имаат една погодност, своето осигурување ќе го продолжат без да имаат прекин. За да го направат сето тоа, потребно им е да понесат со себе здравствена легитимација, лична карта и да пополнат една изјава за остварени приходи во 2013 година. Во изјавата за остварени приходи треба да ги внесат приходите кои што ги оствариле членовите на семејството, односно сопруг, сопруга или деца до 26 години кои што се на редовно школување. Денеска започнува пререгистрацијата и ќе трае се до 31 март оваа година, односно 2014 година. Ова не значи дека пререгистрацијата понатаму нема да продолжи, меѓутоа нашите осигуреници при тоа че мора да се соочат со еден проблем, а тоа е прекин на нивното осигурување. Невработените лица кои имаат одредени приходи во минатата година, во зависност од висината на истите, партиципираат во сопственото здравствено осигурување. Имаме две категории на осигурување. Едната категорија е до 96.600 осигуреници кои што во минатата година 2013 оствариле приход до 96.600 денари, тие се на товар на буџетот на Република Македонија. Оние осигуреници кои што оствариле приходи во 2013 од 96.600 до 185.400 денари, тие се во групата на осигуреници што сами си го плаќаат своето осигурување и тоа е некаде во износ од 1150 денари. Меѓутоа имаме и уште една категорија на осигуреници која што е над 180.000 денари остварени приходи во минатата година и таа категорија на осигуреници плаќа придонес во висина од 2230 денари. Веќе пријавените потребно е да достават лично потпишана изјава за остварените приходи во претходната година и здравствена легитимација на увид.